Веќе слушнавте, почитувани. Нашата тема денес е недостатокот на домови за стари лица во државава. Но како подтема би ја избрале она дека староста секако треба да биде убава. Без разлика дали старите луѓе живеат во своите домови сами, со своето семејство, или пак се во услови дека мора да бидат корисници на услугите на некој од домовите за стари лица. Она што го живеат нивниот живот треба да биде квалитетен. Како да стигнеме до тоа староста да биде убава, денес ќе зборуваме со нашата гостинка Мирјана Јовановска-Стојановска, психолог. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Голем е проблемот во државава со сместувањето на старите лица. Се жалат луѓето, нема домови за стари лица, младите бегаат, особено оние од внатрешноста се, ако се во државава, тогаш се во големите градови. Ако не се во големите градови, тогаш се надвор од државава. Нивните родители остануваат сами. Да, за жал е така. Или за среќа, зашто денеска како се живее, само оние што ќе остарат се среќни луѓе. Значи, дека поминале еден голем живот, пребродиле многу, преживеале многу работи и остареле. И да бидеш стар е, баш како што реков, среќа. Веројатно и привилегија. Па и привилегија. Да бидеш стар, да имаш толку знаење, да имаш толку сеќавања, да знаеш колку години си поминал, да си дел од некоја историја. За жал во нашата држава, или ако зборуваме на многу нивоа, има недостатоци во функционирањето и во тоа како се шири таа грижа, од здравствената грижа и се понатака, грижа за ментално здравје, па ева и грижата за старите лица. Зашто кога градиме институции, правиме економија, ние им правиме држава иднина на нашите деца. Ама кога градиме старачки домови, ние градиме нашата иднина. Так. Зашто, дај Боже, нели, да остареме и ние и да дојдеме во моменти кога ќе ни треба да бидеме негде сместени. Еве ја лично, например, својата иднина во некоја старост, ја гледам дека би било добро да сакала да бидам во некој дом. Да бидам заедно со луѓето. Им велам на кирките, па ја ќе им помагам и во кујната да готват, и групи ќе им правам после на луѓето. Ќе се дружат. Ќе си најдам смисла, затоа што па живењето сами не е некој живот. Да се затвориш дома, да нема кој вода да ти донесе или да немаш со кого муабе да направиш. За жал многу од нашите луѓе живеат така. Или остануваат на терет на семејството, на некој кој нели, младите луѓе по цел ден се на работа, плюс тоа имаат огромни обврски со своите деца. Денешниот начин на живење е многу брз и многу захтева од луѓето. И грижата за една постара личност во домот е навистина голема грижа, нели, за неговата здравствена состојба, носењето под доктори, специјални начини на грижа за исхрана. Сето тоа би било многу поудобно кога би имало тако некое место каде што тоа лице би можело да живее, да за него навистина 24 часовна грижа има, да некој го бања, го облекува, го соблекува, го се грижи за неговата исхрана, за начинот како ќе се храни, дали ги примил лековите, што е многу важно во таа. Дали денеска не испил 2 пати истите таблети или воопшто заборавил да ги спие. Така да, затоа што грижата е доста голема, нели, за возрастните луѓе, за постарите луѓе. И мене малце не ми се свигајте зборот стари, како да е нешто грдо тоа, како нешто да е на крај, како нешто што е непотребно. Може би некои што се, не знам како би ги нарекли, во трета доба, многу возрастни, зашто ова што сега го имаме е благодарение на тоа тие што го граделе. Така. Се поместуваат границите на староста. Еве последното нешто што го имаме како податок е дека стари лица се оние над 76 години.
Така што доста тоа реално ми изгледа, затоа што еве и на времето Бисмарк кој е ставил таа граница на 60 години, нели, за да се оди во пензија, ама луѓето живееле толку 61, 2, 3 до 65. А сега луѓето живеат 90 години, значи векот на живење се продолжил заради... Па еве во Македонија според последниот попис има 50 луѓе кои што имаат над 100 години. Да. Значи здравствената заштита се подобрила, јадењето, пиењето, начинот на живот, поголема удобност на живење, поголема грижа за себе си и тоа го продолжува векот на живење. Тоа продолжува и векот на работоспособност. Зашто јас знам многу луѓе од мојата генерација кои цел живот постигнале многу, работеле и доаѓа време кога треба да одат во пензија и оно што јас можам да го приметам дека е прерано да се оди на овие години во пензија, каде што навистина можеш со едно големо знаење, со едно големо искуство, уште многу да допринесеш, него да одиш на грбот на државата, па она да ти плаќа пензија. Може би таму би требало нешто да се смени. Јас сигурно сум дека има професии во кои што луѓето одвај чекаат да одат во пензија, заради тоа што е многу напорно, се работи во смени, кај што е тешка физичка работа, каде што многу бара од личноста да вложи енергија, и во ред сум тие луѓе кои посакуваат да дојде време на пензија, 62, 64 години, да одморат во животот и понатака, нели, да прават некои работи што повеќе ги задоволуваат и ги прават среќни, ама огромна една, нели, дел од луѓето би сакале да продолжат да работат понатака, затоа што ете, да кажем, таа здравствена заштита, начинот на кој што дотога живееле, го продолжил нивниот век на тоа како функционира нервниот систем, меморијата, целиот организам, енергијата. Собрано е огромно знаење и огромно животно искуство за кое што државата не треба да се откаже. Во продолжение на разговорот би сакала да спомнеме нешто за тоа дека насловот ни е староста треба да биде убава. Кога зборуваме вака, мислиме на возрастни, стари луѓе кои што, да речеме, имаат се во животот, но семејството најблиско не им е тука, заминале некаде во странство, па затоа се сами. Но не смееме да заборавиме дека има голем број на стари луѓе, возрастни луѓе кои што, да речеме, доживеале некаква трагедија во животот. Останале без некој од децата, останале без својот партнер. Што во такви случаи? Како и покрај огромната тага и болка која што ја имаат во себе, да најдат начин да продолжат со животот и тоа да живеат квалитетно? Знаете како, се дека сме на оваа земја, значи дека земјава ќе не трпи и дека ни е дадено некое наше време, кое треба тука да го поминеме. И ако веќе мора да го поминеме тука, имаме некоја смисла зошто сме тука. Смислата нормално секој ќе ја најде за себе си на свој начин, за да го најде својот пат. Ама дел од таа смисла е дека ние треба да го одживееме тој живот што го имаме. Се сеќавам, мајка ми, баба ми има едно изречица што верува кога беа многу тажни, кога ќе изгубеа некој што е многу близок, ќе речат жив гроб не се влегува. И не вистина е така. Да, и немаш зашто да се оди таму, зашто на сите од нас ќе ни дојде време. Значи никој не останал. Сите отишле. Дали порано, дали покасно, отишле сите. Она време што го имаме треба да го цениме секој ден. Значи тагата, загубата е дел од животот. И навистина е многу тешко да се живее со тоа. Ама треба и да се почитува и да се вреднува она што нас ни е дадено како време да го одживееме. Да, со се таа тага, со се таа болка, ние треба да го живееме секој ден. И секој ден да имаме некоја смисла и секој ден да имаме нешто што ќе ни биде како задача да го исполниме во нашиот живот. Затоа што животот не завршува тука, со тагата. Животот носи и радосни моменти, животот носи среќа. Да. Веројатно, ако имаат внуци, може да се радуваат на внуците, на нивните успеси, на нивното растење.
Па тагата и среќата не се како спротивни една на друга или се исклучуваат една со друга. Затоа што они си постојат и тагата и среќата постојат во животот. Можеме во исто време да изгубиме некога и да бидеме многу тажни и можеме во исто време внукот да прави свадба и да не радува тоа многу. Значи се од овие работи ќе има место во животот, има место и во нас. За крај на разговорот, јас би сакала да позборуваме за тоа дека кај нас се уште постои и е стигматизирано одењето во установа, во старски дом, кога децата ги носат родителите. Имаше една ситуација кога ние меѓу себе колегите комунициравме на оваа тема и една колешка рече сосема случајно на Facebook се појавува некое лице кое што е изгубено и го бараат и нејзиниот коментар беше ете срамота е да го однесат во дом за стари, ама не е срамота да го бараат по социјални мрежи со слика, по улици, нели по телевизија, мислејќи на тоа дека доколку пак постојат такви луѓе кои што имаат здравствени проблеми, на вистина е потребно да бидат стационирани во установи. Да. Знаете како, нашето општество споро, ама сигурно се развива. Значи споро е тоа дека сите тие новини во начинот на кој што се живее и функционира доаѓаат и кај нас. Ние веќе живееме сите, вака, работоспособниве да кажем, на еден нов начин. Не оди никој од 7 до 4 на работа и после ништо да не прави. Значи, многу е поактивен животот, многу повеќе време трошиме, така да немаме, жените одат на работа, не седат веќе дома да го гледаат, децата да ги гледаат или стариот татко или мајка. Значи веќе постарите луѓе нема кој да ги гледа кога се оставени дома. Значи ако ние го менуваме тотално животот и функционирањето и работењето, оној дел од активниот живот, тогаш треба да се промени и оној дел на грижата кон старите лица. Заради тоа што веќе немаме племенски заедници, кај што е золвата, снаата, браќата, сите живеат во една куќа, па бабава е тука, ќе пере лепче, ќе пече, ќе ги чува децава, ќе ги врти и така. И по цел ден некој има околу бабата, па таа ќе биде... Да, оди на бабата, ќе донесе лепчето, ќе донесе супичката, ќе ја викнат, ќе направат нешто. Денеска ние сите живееме одделно. Уште нели во оној активен период. Луѓето старите живеат сами и кога некој од нив ќе остане сам или кога се двајцата, ние се уште размислуваме, ете тоа е меѓу народот, дека е срамота, нели, ако некој стар човек однесеш во дом да се смести. Од една страна е заради условите во тие домови, затоа што она што јас сум го слушала со години било страшни критики, страшни описи што се случува во тие старачки домови, каде што на вистина и нема некое доволно ниво на грижа и на хигиена и на услови за живење. Значи со многу критика, со многу подценување и со многу одвратност дури се зборува за тоа, така да ние треба да размислуваме да градиме домови во кои што луѓето ќе живеат достоинствено. Каде што ќе биде обезбеден, еве преска зборуваше за да се направи базен, каде што ќе може они да прават физикална терапија, да може да се движат, да има персонал што ќе го одржува сето тоа, да се чисти, зашто исто како бебиња да чуваш. Значи треба постојана хигиена, постојана нега, постојан начин некој специфичен на исхрана. И мислам дека постоењето на такви домови каде што може да отидат по старите лица е нешто многу неопходно кај нас. Јас еве преска спомнав и значи ја лично не би сакала да живеам сама и да чекам дали моите керки денеска едната па другата па да им одземам време дека вие мора да дојдете зашто нема кој да ми купи леп или не знам што. Значи не сакам да бидам на ничија терет. Сигурно дека не е терет за нив да дојдат да си ја видат мајката, ама ќе биде терет ако ја тоа постојано го барам од нив и изискувам зашто стварно ќе ми треба. Така. Да ми купите лекови, да ми купите ова и донесете ми, кој ќе ми каче вода, кој ќе ми донесе ова, ама треба нешто да си купам. А вака, кога би имало едно пристојно добро место,
каде што ќе можам да си се сместам, да имам своја соба, кај што ќе има луѓе што ќе ми ги донесат лековите, кај што има некој што ќе ми направи јадење, кај што ќе има, значи, едно удобство на живење нормално, без не знам што, ама кај што ќе биде чисто и прибрамно. Зошто би била ја на некому терет, Така. да речат, леле, мајка ми... Мислам, ја тоа не би сакала, ни моите деца да го помислат ни еден ден. Така да, еве, јас препорачувам за сите, ама мислам препорачувам и на државава. Да се поведе малку повеќе сметка. Што повеќе домови, затоа што ги правите за себе. Господјо Стојановска, јас ви благодарам што денес бевте со нас. Ви благодарам што споделивме дел од размислувањата како треба животот на луѓето да изгледа за староста, да биде навистина убава. И искрено ви посакувам долг живот и убава старост. Иако сте далеку од тоа, но да ја доживеете и таа да биде убава. Да, благодарам, се надевам дека еве ќе бидат реализирани вашите зборови. Ја им посакувам на сите да доживеат старост. Значи да имаат таа среќа и да имаат привилегијата да станат стари и да можат достоинствено да се бидат стари.